Додека опасноста од ширењето на коронавирусот ги држи граѓаните во своите домови, активистите на Центарот за заштита на жени жртви на семејно насилство од Струмица обезбедуваат легла плюс. Го прошируваат капацитетот и ги реорганизираат расположливите простории, бидејќи очекуваат нови жртви поради наметнатата изолација и затворањето на насилниците во домовите. Истакнуваме загриженост во овие моменти, кога во земјата има епидемија од COVID-19, поради што домот на многу жени и нивните деца кои се жртви на семејно насилство не е сигурно место на живење. Со нашата загриженост сакаме да укажеме на фактот дека Центарот за жртви на семејно насилство од Струмица има 5 слободни места за сместување на жени и деца. Јовановска вели дека бројот на жртвите на семејно насилство е висок и без новонастанатите околности. Струмица бележи стотици пријави за семејно насилство речиси секој квартал. Потребата за згрижување на жртви од Струмица и микрорегионот се потврди како важен, со фактот што уште на самиот старт со работа годинава веднаш сместивме жртви. Во моментот има 5 лица, од кои 3 жени и 2 малолетни лица. Поради опасноста од пораст на семејното насилство во период на кризи, Министерството за труд и социјална политика ги објави бесплатните СОС телефони, за да можат жртвите да го пријават насилството. Истражувањата на ниво на држава говорат дека најголем број од убиствата на жените се случиле во домот, а 60% се извршени од нивниот сопруг или партнер.